Обилните врнежи од дожд предизвикаа локални поплави и изливања на реки во неколку региони низ земјава, но според надлежните, состојбата во најголем дел е стабилна. Најпогодени се делови од Пелагонискиот и југозападниот регион, каде се поплавени ниви и куки, а во Кичево се евакуираа луѓе. Во останатите региони нема поголеми нарушувања, а институциите продолжуваат со теренски интервенции и апелираат на внимателност. Од ЦУК интервенирале во критичните делови од Пелагонија. Во селата Жабени и Породин се поплавени земјоделски површини од околу 70 до 80 хектари, а Елешка река има излевање со поплавени околу 100 хектари земјоделско земјиште, при што јавното претпријатие Водостопанство интервенира со механизација. Во општина Ресен, како последица од обилните врнежи, поплавени се земјоделско земјиште, дворови, куки, помошни објекти и магацини за складирање на јаболка, а поради излевање на голема река, кај повеќе мостови беше извршено пренасочување на сообраќајот. Невреме со интензивни врнежи од дожд предизвика сериозни проблеми во Полошкиот регион. Поради зголемениот водостој, неколку реки се излијаја, при што беа поплавени земјоделски површини и делови од населени места. Штетите се значителни, а на повеќе локации движењето се одвивало отежнато. Од ЦУК соопштуваа дека на подрачјето на Тетово се пријавени уривања на потпорни ѕидови и изливања на помали водотоци. Надлежните служби се на терен и вршат увид, додека општинската механизација работи на расчистување на свлечиштата. Силните дождови направија хаос во речиси секој дел од Македонија. Прелевањето на реките придонесе за поплавување на земјоделски земјишта, дворови, куки и магацини. Најкритично беше во Ресен, Кичево, Охрид и Пелагонискиот регион, а евакуирани се околу 120 луѓе и покрај лошите временски услови, сепак сите патишта се проодни и никаде нема застои. Вице-премиерот и министар за транспорт Александар Николовски посочи дека активно се расчистуваат два клучни патни правци, Конко Соврасти и кон Маврово, каде што механизацијата постојано е на терен. Веќе сте ставени во функција сите камиони со кои што располага Македонија пат, а исто така помагаат и компаниите кои што се ангажирани да работат на расчистување на снегот. Можам да кажам дека на ниво на држава сите патни правци се проодни и никаде нема застој. Исто така би сакал да апелирам до граѓаните внимателно да ги користат патиштата, да ја прилагодуваат брзината согласно условите на теренот. Многу битно да користат зимски гуми. Надлежните се на готовс, бидејќи за утре предпладне најавени се нови врнежи од дожд и снег. Стабилизација и суво време метеоролозите најавуваат дури од вторник.